Санде Коцев е еден од легендарните борачи на Балканец. Еве да го искористим и ова присуство на Баже Петров Тони, да добиеме една глобална слика за него, за неговиот лик и дело. И што значи ваквите средби после години, децении да се видите повторно на Собир овде во Штип? Мене ми е посебно драго што имам прилика, јас со Тони се немам видено, мислам дека повеќе од 35 години не сме се виделе. Он е од таа нашата златна генерација, 70, 71, 72 година. Он беше у составо на нашата екипа на златната генерација на Балканец. Бореше се на 48 кила и беше стандарден правотимец. Само приликите го однесоа во грчко-римски да проба среќата грчко-римски стил, отиде во Гаврилович, тамо се покажа како добар борач, остана тамо и мислам преку 10 пати беше и првак на Србија во грчко-римски стил. Конструкцијата му беше таква што он почна со 48 кила и кариерата ја заврши со 48 кила, а тоа у борачките спортови е голема работа, нема кинење на кила, нема одење у тешки категории. Тука почне, дојдат тие со него, преслуша ги што му са тие конкурентите, тие идат нагоре у горните категории и качат нормално, млади луѓе качуваат килажи. Он се останува тука и ги победуваше, стално беше квалитет од борач. Друго ми е драго што успеа он да се наметне со неговата упорност и работа, диде и во Австралија. Во Австралија беше неколку години селектор, тренер на австралиската репрезентација и мислам дека борачите на Австралија ги водеше на неколку олимпијади. Неколку олимпијади беа под негова контрола. Се друго малку ми е тука што ме малку возбуди, што ме малку натажи е што ги гледам колегите од мојата генерација, борачите, како Гоце Влахов, Драги Панов, што одат со патерици, али тоа е живото, тоа годините минат, не знаеме што носи живото.